По долги и непроспани ноќи исправени пред најтешката можна одлука, наследниците на една од најдемократските структури, будни и подготвени, го дочекаа моментот на вистината. Мигот достоен за историја. Ми имамо демократiju, болju nego и една друга земја има. Денес ние излегуваме да го дадеме гласот за Струмица, поготово за човекот што го сакаме. А та демократија не може бити демократија за онога кој хоче да иде против тога система. Вие гледате дека река од луѓе доаѓаат на избирачките места да го дадат гласот за нашиот лидер Зоран Заев. Та демократија мора служити развитку тога нашега система, а не онима кои рушите систем. Прама нима неќе та демократија важи. Сите излезени членови на Социјалдемократски сојуз во Струмица ќе го дадат гласот за него. Во рамките на таа традиција, дел од доследните почитувачи на идеолошката матрица, разочарани од отсуството на средства за имунизација, пред камерите си отвараат душата и без скрупули ги наметнуваат собствените дилеми околу изборот. Каде се нашите партнери на кои што полагавме толку многу надеж? Значи имаме стратешки партнери кои што во овие моменти треба да ни се најдат. Во отсуство на придонес од нив, непоколебливиот македонец им се враќа на корените. Ништо не може да го изненади, бидејќи тој никогаш и во никого немал доверба, освен во себе и во собственото искуство. Ако лезе вирусот, општеуста ќе загине. Бега од луто, а? Од луто, да. Од јаво година 13 месеци јадам луто. Овој еден месец гратис може да се вклучи во превозната шема на претениците од натрешноста, кои цели 4 години ја користат инфраструктурата во главниот град. Ама кога ќе треба нешто да се даде за таа навистина да се подобри, тогаш им се јавува во случајот гостиварскиот локал патриотизам. Заедно со Заев се толку дрски и ненаситни, што овој заем кој се однесува само за Скопје, скроиле да го отплаќаат сите останати кои не живеат во Скопје. Добро е што позајмици се бараат за проекти кои ќе го напредат и градот и државата, отколку тие да се трошат за купување армија административци, која баш никому, освен на партијата, неислужи. Веќе на самите директори ме прекугла во тие битни играчи за кои мора да се најде место во тимот. На план на спорт да ви објаснам што мислам на Марадона. Тоа се партиски војници кои што мораме по 3/4 да ги чуваме за да не направат некоја брљотина. И на крајот, кога сме веќе кај таа нејасна трансфер политика. Тој е човекот кој дојде во Македонија да се збогати. Не одиме во Австралија на печалба, а он дојде во Австралија тука по кој основ? Шо и требаше на политиката на Македонија? Очигледно е дека во нашата лига нема само аматери, туку и прекалени борци кои покрај тоа што се сметало дека се и служени, всушност умееле да одработат како големи професионалци.